Изградба на фотоволтаична електроцентрала Битола 2 и реализација на втората фаза од изградбата на ветерниот парк Богданци. ЕСМ доби кредит од 55 милиони евра од Германската развојна банка за два капитални проекти кои според власта се исклучително важни за зголемување на енергетската независност. Централата ќе се гради во рамките на РЕК Битола и ќе произведува струја за 20.000 домакинства. А ветерниот парк ќе добие нови 4 ветерни турбини со што ќе се зголеми производството на енергија. Премиерот Христијан Мицкоски по подпишувањето на договорот рече дека енергетската независност и ефикасност се цел на владата и поле за жестока работа. Ако во минатото и од минатите влади енергетиката беше поле за криминал и корупција, за нас ова е поле каде треба да ги засукаме ракавите, жестоко да работиме, затоа што преку енергетиката се гради и нашата заедничка иднина. Од Германија стигна силна поддршка за патот на Македонија кон климатска трансформација. Директорот на ЕСМ пак е дециден дека со новиот циклус инвестициски проекти во обновливи извори на енергија ќе се постигнат европските норми. За финансиската соработка Северна Македонија е предводник во поглед на реализацијата на зелената агенда. Голема ни е честа и решени сме да ви продолжиме да ве поддржуваме. Поддршка од 47,3 милиони евра во реализација на собствена 50 мегаватна фотонапонска електрана Битола 2, што од 2027 година ќе произведува годишно околу 80 гигават часови. Останатите 7,7 милиони евра од кредитот се наменети за поддршка во реализација на втората фаза на проектот Ветропарк Богданци. Во однос на изградбата на когенеративната централа со која ќе се произведува енергија и топлина во ист процес, а ќе има помало аерозагадување и пониски сметки за струја и парно, Мицкоски вели дека владата одржува средби со потенцијални инвеститори кои се заинтересирани за ваков проект.